Министерот за образование Етон Шакири не попушта. Нема договор за албанската паралелка во основното училиште Тодор Јанев во Чашка. Иако учениците ја бойкотираат наставата 4 недели и родителите протестираат секојдневно против работењето на директорката на училиштето, изда како што велат незаконското воведување на нова паралелка на албански јазик. На Шакири тоа изгледа и не му значи многу. Останува на ставот дека недоброто за учениците е да учат на мајчиниот јазик. Како можам да прифатам кога се однесува за 4 ученици кои немат никаков проблем со никого? Јас прифаќам сите други дискусии, но да прифаќам деца да патуваат заради тоа што некој така сака и прави проблем во образовниот процес, јас тоа нема да го прифатам заради тоа што барам решение на проблем кој е долгогодишен. Министерот иако јавно ги повика родителите да му достават предлог решение. Тој не прифати ниту едно. Една од понудените опции кои му беа доставени во кабинетот беше албанската паралелка да се воведе во соседните села Сливник или Бањица, каде што мнозинството жители се од албанска националност. Инаку секојдневните протести на родителите пред училиштето се потензични. Тие и натаму бараат оставка од директорката Елена Николова и да се вратат ингеренциите на општина Чашка врз училиштето. Само на тој начин, според нив, ќе се најде решение на проблемот. Револтов кој што е кај народот е токму поради тоа. Ние како избраници од тие луѓе кои што се пред училиштето бевме приморани, значи да им пренесеме заклучоците на состанокот. И револтот е баш и поради тоа зголемен. Денеска пак имаше обиди, значи единствено што во моментов е како официјално барање од наша страна е директорката да се промени. И во тој случај наставата би продолжила да тече нормално и би продолжиле да комуницираме и со министерот и со било кого да се пронајде решение. Сето ова што се случува пред училиштето е заради директорката. Според родителите, училиштето Тодор Јанев според статутот е само за настава на македонски јазик и во населено место со македонци. И отварањето на ваква паралелка е насилно и незаконски.